На денешната пресконференција сакаме да упатиме еден апел до сите нови формирани и постоечки стартап компании, да ги охрабриме, да им понудиме сервиси заедно со предприемачкиот сервис за млади, за да можат и тие да станат дел од коморскиот систем. На почетокот ќе дадам неколку воведни точки во однос на ситуацијата со стартап компаниите во Македонија и светот и она што не отсликува како земја. Свесни сме дека живееме во ерата на четврта генерација на индустријска револуција, каде што имаме изострени вкусови на сите клиенти како пребарувачи присутни на интернет, присутни на социјалните мрежи, затоа е многу битно компаниите да во своето работење направат дигитална трансформација во нудењето на своите услуги кон потрошувачите, односно кон клиентите. Токму оваа ера на дигиталната трансформација ја искористуваат стартап компаниите во светот и сведоци сме дека голем број на мали компании кои што почнаа како стартапи денеска се компании со многу големи профити во светот, односно користејќи и овие нови дигитални сервиси успеале да бидат за кратко време да пораснат и да бидат успешни компании. Навистина треба да се размисли пред да се отпочне стартап бизнис. Кога зборуваме за стартап бизниси, обично почнуваат според светски статистики луѓе некаде од 23 до 38 години, бидејќи станува збор за доста стресен бизнис, се соочувате со големи предизвици, треба со малку ресурси, со малку пари да направите нешто големо, односно вашата идеја да порасне, да ја реализирате во некоја голема компанија. Токму затоа на ова пресконференција сакаме да ги охрабриме македонските стартап компании да се обртат да ги користат услугите на комората заедно со предприемачкиот сервис за млади или познат во јавноста како Yes Инкубатор, со цел да станат поуспешни и да можат побрзо да растат. Некои факти и бројки кои што ќе дадат слика можеби за она што се случува во Република Македонија, според податоците од Државниот завод за статистика, во 2015 година регистрирани активни субјекти имаме неколку 70.139, а според структурата, односно според бројот на вработените, некаде околу 80% од овие компании се деловни субјекти со 1 до 9 вработени. Токму во оваа група ги пронаоѓаме и стартап компаниите, кои што според некои проценки се сметат дека тие се 10% од ваквите регистрирани компании во Македонија. Зошто рековме дека треба да ги охрабриме, да подсетиме дека сите оние успешни компании кои што ги имаме во светот од типот на Google, WhatsApp, Airbnb, Uber и други се компании кои што почнале исто така од стартап компании, меѓутоа со доволна бизнис клима, бизнис амбиент, со добра идеја, пожртвовано со многу стресови, предизвици и проблеми, сепак успеале да бидат она што се. Така да сите оние млади креативни луѓе со иновативни идеи, посебно во ИКТ индустријата, ги охрабруваме доколку имаат некаква идеја да отпочнат и да реализираат. Зошто збориме точно за ИКТ компаниите, бидејќи некако целата таа индустрија засема голем напредок во светот, се вртат некои околу милиарда евра точно во софтверската индустрија, дека Македонија не застанува во користењето на ИКТ технологијата, би ги споделиле и последните податоци кои што ги објави Државниот завод за статистика. Значи, објавени се на 30 октомври оваа година и ги споделува истражувањето направено на користењето на ИКТ технологиите во домакинствата во првиот квартал од 2016 година. Бројки кои што импресионираат, значи, од она што е испитано, дури 75,3% од домакинствата имале пристап на интернет од дома. Значи, пристап имаме, технологија користиме истата кој што ја користат компании во Европа, во Америка, значи само ни треба добри идеи и добри услови за да се отпочне некаков бизнис. Исто така, добро е да се спомене дека луѓето од 15 до 74 години интернет користеле дури 72% од нив, а 61% го користеле секој ден или речиси секој ден. Значи, онлайн нација, идеи, бизнис, технологија само станува да бидеме покреативни. Дури фактите кои што кажуваат дека 19,3% од лицата кои биле или употребиле интернет на некој начин, се осудиле дури да купуваат и да нарачуваат стоки преку интернет, значи дека веќе се појавува и таа култура на користење на сите нови модерни сервиси, значи се движиме кон таа дигитална трансформација. Бројот, како што реков, на стартап компании во Македонија
можеби за некој е мал, за некој голем, меѓутоа сепак постојат компании, некои кои што можеби и работат повеќе со идеи кои што се реализираат во Македонија, некои од нив работат и за надвор. Меѓутоа, она што треба да ги охрабриме, поготово младите луѓе кои што веќе на возраст, да кажеме, завршуваат факултет, имаат некаква бизнес идеја, да ги користат услугите кои што им ги нуди ЕС инкубаторот и комората, за да можат да видат, да се пробаат дали таа идеја ќе може да ја претворат во вистинска компанија. Какви проблеми или предизвици, ќе кажам, се соочуваат стартап компаниите? Во делот на финансиите, секој стартап кој ќе го кажете има проблем како да најде средства за идејата да порасне и да прерасне во голема компанија. За жал, сведоци сме дека во делот на обезбедувањето на финансии од страна на банкарскиот сектор во Република Македонија, не е многу импресионивна таа бројка, бидејќи тие се содруваат со проблемот, немајќи своја кредитна историја во минатот, бидејќи се тазе формирани стартап компании. Исто така, немаат нити, да кажеме, доволно хипотека за да може да земат и таков вид на кредити. Меѓутоа, од друга страна, имаме еден амбиент кој што во последниве години би требало да го поздравиме постоењето на два фонда кои што се спремни и веќе даваат средства за помош и развој на стартап компаниите. Тоа е Државниот фонд за иновации и технолошки развој, кој што веќе има дадено околу 1,32 милиони евра за 33 стартап компании и се појавува еден нов South Central Venture во Западен Балкан, приватен инвестицијски фонд кој што така е спремен да инвестира со разумни проекти некаде за вредност од 100.000 евра за некои кои што се веќе во понапредна фаза и за поголем износ на средства. И сега се поставува прашањето колку ние на пазарот, односно во Македонија, се среќаваме со луѓе кои се спремни да бидат предприемачи. Она што ние како проект го работиме и во комората неколку години, значи во соработка со СЕЦЕЛ од Загреб, тоа е европска програма, европска институција која што е задолжена за Југоисточна Европа, која што работи на учење, на предприемачко учење и на последната конференција, односно организиран предприемачки камп, кај што заедно со коморите и училиштата се учествуваше на овој предприемачки камп и за пофалба е бидејќи голем број на училишта преку своите ученици учествува во проекти кои што изработиле некакви предприемачки проекти, некакви производи, односно учениците во нивните училишта слушнале за поимот предприемач. Меѓутоа, нова треба уште многу повеќе да се работи, за да можат да се создаваат, односно да се раѓаат деца кои што ќе бидат спремни понатаму да учествуваат во реализацијата на вакви идеи во стартап компании, бидејќи без предприемништво тешко дека некој стартап ќе успее. Македонија, како што реков, има делумно некои успешни стартап компании кои што се пробиваат и за нив не им смета нити политичка ситуација, нити финансии, нити амбиент, едноставно имаат идеја и спремни се да идат надвор. Учествуваат дел од нив на некакви меѓународни надпревари, каде што од таму добиваат некакви финансиски средства. Затоа сакам да ги охрабрим и новите стартап компании кои што се формирани или сакаат да се формираат, да не контактираат, да им помогнеме во фазата на прединкубација, инкубација, значи во идејата да зачнат да создадат своја компанија, во идејата како да ја основат компанијата, како да најдат кадри, како да почнат да го финансираат тој дел од бизнисот. На стартап компаниите, според светска статистика што е правена од Fortune, се вели дека 42% од нив пропаднале затоа што на некој начин го промашиле пазарот. Односно, креирале нешто што за нив е револуционерно и иновативно, меѓутоа не нашло место на светскиот пазар. Токму затоа, како комора, располагаме со ресурси кои што ги користат и големите компании, спремни се да им ги понудиме и на малите стартап компании да добијат информација за било какви пазари, за било какви производи, брзо, едноставно, преку Европската мрежа на бизнес можности, каде што заедно и со ЕС инкубаторот и комората учествуваме во таа мрежа. Има информации безброј, не само во делот на анализа на пазари, туку и како да се дојде до некои иновативни решенија, дали постои некоја иновација да се пребара.
соработки со научни институции и така натаму, значи останува само добра волја за да не контактираат и сите тие податоци да им ги обезбедиме. Податоците што се добиваат преку Enterprise Europe Network, преку ова европска мрежа на бизнес можности, се бесплатни, затоа повик до стартап компаниите да не се јават и да ги искористат. Во рамките на програмата Horizon 2020, како што е SME инструментот и многу други програми. За да се биде предприемач, се вели, треба да се биде и лидер, бидејќи доколку не успеете да бидете лидер, да го организирате тимот, да ги следите финансиите, тешко дека ќе успеете да го одржите подолго време својот бизнес. Затоа ние како комора ви нудиме можности за да ги научите да ги совладате своите лидерски вештини токму преку обуките кои што ги нудиме. Би ги потенцирала соработката што имаме со Gustav Kaiser International, значи швајцарска компанија која што врши обуки за продажба, менеджмент, маркетинг и слично. Исто така и соработката која што веќе една година ја имаме со ВИФ институтот од Виена во рамките на Австриската комора, каде што нашите компании се обучуваат за вакви вештини, а понатаму во еден дел и ги посетуваат и остваруваат контакти со компании од Австрија. Предприемачот мора да следи све што се случува во неговата бизнис околина. Тој има мал број на вработени, дури некој пат е и сам, нити има правна служба, нити може да ги прати сите бизнис регулативи кои што се појавуваат секојдневно во нашето бизнис обкружување. Затоа ние стоиме тука како комора да им помогнеме не само со правен и економски консалтинг, туку и да добиваат информации за сите нови прописи кои што го тангираат и нивното работење. Водењето на финансите и како е важно за малите бизниси, тие обично се содруваат со овој проблем бидејќи цело време се насочени кон создавањето на производот, создавањето на услугата, менаџирањето, барањето на пазарот, анализите на странските пазари. Кога ќе дојде проблемот со водењето на финансиите, водењето на кешфлоу и останатите работи, наидуваат тука на проблем. Ќе потенцирам само од нашето искуство, често пати среќаваме и компании кои што се малечки, кои што се стартап компании, кои што работат и остваруваат деловни контакти со компании и наплаќаат услуги само со издадена фактура, без да имаат претходно склучен договор. Ниту пак во тој договор да стават арбитражна клаузула, која што може да ги заштити од несакани действија кои што би можело да се случат во неисполнување на тие договори. Помошта која што им нудиме тука како комора, да може да ги обучиме, да ги кажеме предностите на арбитражата, тоа е постојано избраниот суд при Стопанската комора на Македонија или арбитража позната, кој што може да ги заштити во случувањето на договорите и со странски партнери. Брза и едноставна постапка, многу побрза од судовите. Исто така, бидејќи предприемачите се содруваат со голем број на бариери, исто така им нудиме можност да се сретнат со луѓе предприемачи кои што веќе имаат поголемо искуство во водењето на компании, затоа би ги поканиле да бидат дел од нашиот клуб за менаџери предприемачи, каде што во рамките на комората секој петок во 14 часот разменуваат искуства, се вмрежуваат, слушаат предавање на одредена тема. Тоа е просторијата одма тука до нашата сала кај што држуваме пресконференцијата во еден релаксиран амбиент. Може да слушнат за многу работи кои што можеби ќе ги допрат и влијаат на нивното работење. Соработката која што сакаме да официализираме со ЕС инкубаторот е токму од природата на постоењето на ваква организација во Македонија со долгогодишно искуство, да го споиме со нашето 95 годишно искуство како Стопанска комора, која што 95 години во февруари наредната година дава и обезбедува услови за компаниите, па спремни се тие услови да ги понудиме и за стартап компаниите. Нашата цел е да се појават поголем број на стартап компании и постојните стартап компании да растат побрзо да стигнат до големи компании. Што е на што ќе го нуди и нашиот партнер, ќе слушнете од колешката Габриела Богеска-Костовска, директор на предприемачкиот сервис за млади. Добар ден на сите, дозволете најпрви ни во моје лично име и во името на Фондацијата Предприемачки сервис за млади да ве поздравам сите. И најпрви би сакала да го изразам моето големо задоволство и уверување дека оваа заедничка соработка со Стопанската комора на Македонија ќе ни овозможи да креираме еден дополнителен сет на услуги за нашите клиенти, стартап компании и воедно заеднички ќе им помогнеме да ги реализираат своите цели за раст и развој.
Јас би сакала накратко да ве запознам со ПСМ фондација, што е тоа што ние го работиме, какви се услуги нудиме во делот на стартап компаниите и да споделам дел од нашите достигнувања во изминатиот период. Од самото основање во 2005 година, наша основна цел е социоекономско јакнење на младите, што би се рекло ние сакаме да креираме и да воведуваме инструменти, иницијативи, програми кои што сакаат да им помогнат на младите предприемачи, на оние млади луѓе кои што сакаат да основаат собствен бизнис и да го развиваат. Но при тоа не ги забораваме и другите млади лица кои што сакаат да се економски активни, меѓутоа преку други форми, значи преку вработување. Така да со нив работиме на полето на развој на вештини, на полето на професионален и личен развој. Воедно сметаме дека, како што е примерот со соработката со Стопанска комора, ако сакаме да ги постигнеме нашите цели, ние мораме да работиме заедно со други организации, како од граѓанскиот сектор, така и од владиниот сектор, и токму поради тоа ќе видите дел од нашите активности се насочени кон мрежување на различни нивоа. Нашите активности се во главном во 4 области. Имаме бизнис инкубатор, кој што токму од причините што ги кажа Стовче, е во областа на ИКТ, односно се однесува на компании од информатиско-комуникацијските технологии, заради тоа што на времето кога го основавме тој инкубатор, тврдивме дека таму имаме најмногу потенцијал за работа со стартап компаниите. Имаме услуги за поддршка на стартап компании, тоа се специјализирани советодавни услуги кои што се однесуваат и за компаниите во инкубаторот, но и за компаниите кои што не се наоѓаат во тој инкубатор. Обрнуваме внимание на градењето на капацитети, затоа имаме една посебна програма која што се однесува на обуки за млади луѓе, и она што за нас е исто важно е да развиваме иницијативи и проекти со различни организации кои што се во тие области на младинско претприемништво, вработување, односно намалување на невработеноста и мрежување. Бизнис инкубаторот е нашата прва програма, ја започнавме во 2007 година, од тога што бизнис инкубатор успешно работи. Како што напоменав, е во областа на IT бизнисите. Ако го гледате инфраструктурно, станува збор за објект од 600 метри квадратни. Во него имаме 22 наместени канцеларии, значи опремени со канцелариски мебел, каде што стартап компаниите доволно само да донесат лаптоп и веднаш може да започнат со работа. На располагање им се соба за состаноци, компјутерски лаборатории, простории, значи за мрежување, за држање на обуки и така натаму. Тука со вас поделувам дел од фотографиите од надворешноста на инкубаторот. Нашата компјутерска лабораторија, една стандардна мала канцеларија за стартапите, заедничкиот простор каде што може да се мрежуваат, да разменуваат искуства, едноставно да се дружат нашите компании. Во делот на услуги, ние работиме со стартап компаниите во сите фази од нивниот развој. Значи, она што веќе Совче го спомена, во делот на прединкубација, односно кога бизнисот е уште на ниво на идеја, понатака во фазата на инкубација, кога станува збор за млада компанија од 1 до 3 години, и подосна исто така работиме со компаниите кои што се во фаза на раст и развој. Прединкубацијата за нас е исклучително важна, затоа што ни помага да добиеме нови стартап компании во инкубаторот, така да или со тимови или со поединци работиме на развојот на нивната бизнис идеја. Тоа може да биде или преку консултативни сесии или преку обуки, а од време на време, зависно од потребата, организираме и надпревари за најдобар бизнис план. Всушност, ПСМ фондација беше првата организација која што пред 10 години организираше бизнис план надпревар во Република Македонија. Имавме серија од 3 бизнис надпревари на кои што имавме над 350 учесници. Денес веќе не организираме бизнис план надпревари од толкав калибар, заради тоа што имаме и други организации кои што тоа го прават. Ние сега форматот го менуваме и го прилагодуваме на нашите потреби, така да или организираме бизнис план надпревар во соработка со нашата општина, каде што сме лоцирани. Токму таа слика тука е со општината Газибаба, па за младите лица од таа општина, или пак го правиме исклучиво за наши членки во инкубаторот, на кои што ќе им дадеме дополнителни бенефити доколку победат на тој бизнис план надпревар. Инкубацијата во инкубаторот, односно периодот на престој во инкубаторот е од 2 до 3 години, зависи каков тип на фирма, за каков тип на фирма станува збор и кој е нејзиниот развоен план, кога ќе биде спремна да излезе сама на пазарот. Сите компании сместени во инкубаторот, кои што ние ги нарекуваме станари, тоа е некоја терминологија која што се користи во жаргон,
добива стандардизиран пакет на услуги, значи бенефицирани цени за канцелариски простор, за заеднички простор, не треба да се грижат за пристап до интернет, телефонија, печатење, скенирање, копирање, значи се она што се однесува на секојдневно канцелариско работење, нешто за кое што ние како инкубатор се грижиме. И сега, зависно од компанија до компанија, работиме индивидуално со нив каков тип на дополнителни услуги им се потребни. Ако им е потребна промоција, самостојно или во соработка со други организации им овозможуваме таков тип на промоција. Ако бараат партнери, било во Македонија, било надвор од Македонија, организираме деловни средби. Она што веќе и Совче го спомена, а што со соработката со комора ќе го подигнеме уште на повисоко ниво, бесплатен правен консалтинг, финансиски, економски консалтинг, затоа што нашите истражувања овие изминати 10 години покажуваат дека најмногу стартапите во првите 6 месеци токму тоа ги интересира. Како да ги запазат сите законски регулативи, што се треба да направат, како да отворат сметка, како да поднесат даночна пријава. Значи тоа се некои можеби за некого основни работи, меѓутоа за нашите стартап компании се исклучително важни за да можат да ги сите законски барања. Особено обрнуваме внимание на пристапот до финанси, како што спомена и Совче, за малите, за стартапите, не само во Македонија, туку и секаде во светот исклучително е тешко да пристапат до некои банкарски продукти, токму поради тоа што ризикот со стартапите за нивното пропаѓање е исклучително висок. Затоа ние работиме на делот на алтернативни извори на финансирање. Значи, како инкубатор имаме соработка со најразлични акселератори од Европа, од Холандија, од Бугарија, од некои други земји. Им помагаме на нашите компании кои што имаат интерес да влезат во таа акселераторска програма, да пристапат таму, значи не е само да ги информираме, да им избереме што е соодветно за нив, туку и едноставно да ги подготвиме како таму да се представат, за да можат да ги добијат тие средства. Понатака им помагаме за пристапот до програмите на Европската унија, посебно МСП инструментот, кој што исто така го спомена Совче. Нашите станари, дел од нашите станари исто така се дел од добитниците на проектите од Фондот за иновации, така да и таму бележиме еден соодветен успех, така да сметаме дека недостатокот на банкарски продукти го надополнуваме со овие алтернативни извори на финансирање. А може би така интересно да споменеме дека ние во минатото имавме кредитна линија со една комерцијална банка од Република Македонија, наменета токму за нашите членки, така да имаме искуство и во тој дел. Компаниите во инкубаторот може да добијат подршка од нашата менторска шема, значи имаме на располагање експерти, предприемачи, консултанти од Македонија и од странство, кои што се имаат сознание од одредена тема, па доколку стартап компанијата, например, е потребна насока за продажба, за маркетинг, за стратегија, може да добие таква бесплатна менторска помош. Она што особено важно за компаниите кои што се во подоцнезна фаза на инкубација или оние кои што излегуваат од инкубаторот, тие кои што излегуваат од инкубаторот се нарекуваат дипломирани, е како да им помогнеме во процесот на интернационализација, значи да им најдеме соодветни пазари, соодветни странски партнери, така да и тука имаме постигнато одредени поврзувања, матчмейкинг, кои што се однесуваат на соработка на наши компании со компании од Европа, но и од пошироко. И сосема мал дел од нашите услуги на инкубаторот се однесуваат на софт лендинг. Тоа се услуги кои што се нудат на странски IT компании со една единствена цел да ги привлечеме во инкубаторот доколку се компатибилни со нашите членки, значи да може да соработуваат, да им даваат одреден дел од работата, а и секако да креираат работни места за нашите млади програмери, односно луѓето од IT индустријата. Во делот на обуките организираме обуки во 3 области, она што е за нас важно, обуки за развој на самовработувањето, односно се она што значи како да се дојде до работа, како да се основа собствен бизнис, понатака организираме различни IT обуки, и она што е важно секако за нашите компании, развојот на бизнис и други меки вештини, од развој на нови производи, продажба, IPR и така натаму. Се зависи од нивните потреби. Еднаш годишно правиме испитување на нивното мислење и што сметаат дека треба како мека вештина да се развива, таков тип на услуга и развиваме. Ова се слики од дел од нашите обуки, графички дизајн, интелектуална собственост, нешто што е сега скоро одржано. Постои метрика по која што се мерат бизнис инкубаторите, колку се успешни. Јас издвоив само неколку поважни бројки.
Во изминатиот период ние успеавме од кај нас да дипломираат 85 компании, 15 од нив работат се извозно ориентирани, значи своји продукти пласираат, не зборуваме значи за подизведба. Креирани се над 350 работни места и она што е најзначајно за еден бизнис инкубатор, која е стапката на преживување на компаниите кога ќе излезат од инкубаторот. Ние сме задоволни што таа стапка е во онаа граница од 80% како што е кај сите успешни инкубатори во Европа и во светот. Секогаш ќе има стартап компании кои што од различни причини нема да успеат. Во делот на поддршка на претприемништвото би издвоила дека ние сме официјален домаќин за глобалната недела на претприемништво што 2008 година. Први го организиравме и го донесовме стартап викендот во Република Македонија. Има доста информации за нашата работа и на нашиот портал за претприемништво предприемач.mk. А од 2014 година работиме на една интересна мрежа, Yes Network, која што им помага на малите организации како нашата низ Република Македонија да ги развиваат своите сервиси, со тоа што им одржуваме обуки, им даваме дополнителни средства за да можат да реализираат слични активности како нашата. Ова се дел од некои од нашите настани. Исто така организиравме за прв пат камп за мобилни апликации, за развој на мобилни апликации. Тоа е уникатен настан во регионот. Имавме над 300 учесници. Во соработка со VIP организиравме Android надпревар со над 100 девелопери, Venture Out во соработка со Светска банка и така натаму. Тоа се само дел од нашите иницијативи со кои што им помагаме на стартапите да дојдат до одредени награди и до одредени инвеститори кои што евентуално би инвестирале во нивните решенија. Имаме над 3000 лица кои што учествувале во нашите обуки. Доста сме активни на веб и социјалните медиуми. На крајот на презентацијата има линкови, доколку некој е заинтересиран да ги погледне. И она што последно го работиме е вклучување на граѓански организации кои што се во помалите места, во руралните средини, кои што работат со млади, да помогнеме на младите да им се понудат слични некои услуги како што имаме и ние тука. Така да ова се дел од тие активности. Во голема мера сме поддржани од Европска унија во тие наши иницијативи. Ова се слики од последните предприемачки кампови, каде што на едно место собравме представници од локалните самоуправи, значи од 5-6 општини, 25 предприемачи и 15 невладини организации со цел да зборуваме за претприемништвото, да развиваме сервиси и да ги научиме младите лица да ги застапуваат своите потреби. Така да ова е во Берово, во Охрид и во Маврово. А ова се дел од нашите регрантирани проекти, значи на малите граѓански организации им даваме одредени средства, па поддржавме роми истражувачи, поддржавме изработка на локална стратегија за предприемачко учење во Кисела вода, ги поддржавме жените предприемачи во општина Конче и низа други активности кои што беа реализирани преку Yes Network. Овој месец, минатиот месец, исто така дадовме нова серија на средства на организации од областа на спортот во општина Чашка, на организации од областа на културата во Старо Нагоричане или во областа на ракотворби во Пробиштип. Така да тоа ќе биде континуирано, такви активности ќе имаме идната година, а се надеваме и понатаму со цел и на младите луѓе надвор од Скопје да им приближиме дел од активностите за поддршка на самовработување. И сосема на крај би сакала со вас да споделам еден настан кој што го организираме заедно со Enterprise Europe Network. Тоа е на 17 и 18 ноември. Станува збор за Go ICT 2016, настан за мрежување на компании од информацијско-комуникацијските технологии. Моментално имаме учесници од 13 земји. Продолжение од минатата година, за прв пат го државме Go ICT 2015, сега е Go ICT 2016. На 17 ноември во инкубаторот ќе имаме предавање на тема отворени иновации од страна на истакнат стручњак од Холандија, господинот Том, а на 18 ќе има деловни средби, 60 компании кои што ќе имаат над 150 состаноци од овие 13 земји кои што тука може да ги видите од Белгија до Соединетите Американски држави. Така да ве покануваме, доколку имате интерес, да го проследите тој настан. Ако дојдете на 17 ќе имате можност и инкубаторот да го видите во живо, не вака само преку фотографии. Ова се дел од оние социјални медиуми, каде што може да најдете повеќе информации за нашата активност. И се надевам дека
ги повикувам стартап компаниите и понатаму да ги користат нашите сервиси, дополнително со тоа што сега ќе имаме заеднички сервиси со Стопанската комора на Македонија, што ќе биде навистина додадена вредност во нивниот раст и развој. Благодарам. Доколку имате